Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите вториот дел од утринското издание на Нов ден. Отстапуваме минути за темата на денот. Денес зборуваме за карате како спортот, а чест и задоволство ми е да ви ги представам нашите гости. Денес во студиото двајца тренери од карате клубот Шампион од Крива Паланка. Добре ни дојдовте, господин Стевче Христовски, тренер. Така да. И господин Жарко Ангеловски. Добро утро и за вас и добре ни дојдовте. Добро. Ајде да започнеме првен со еден мал вовед во оваа тема. Од колку години се препорачува карате како спорт? Карате како спорт и општо другите спортови во стручната научната литература стоеше, односно се практикуваше дечињата да ги праќаат на тренинг од некаде 7 до 8 годишна возраст. Меѓутоа, со поновите методи на тренинг, со внесувањето на играта како метод за дечињата да можат да практикуваат било кој спорт, таа возрастна граница се спушти и некаде веќе на 5 годишна возраст можеме да запишуваме дечиња во било кој спорт, активно да почнат да се занимаваат со она што се нарекува тренажен процес. Така. Господине Христовски, колку време постои карате клубот Шампион во Крива Паланка и колку време вие таму сте тренер? Така, значи зачетоците на карате спортот во Крива Паланка е малце по засежниот период, значи зборувам негде за 30 години постојање на карате во градот, а конкретно нашиот клуб званично почна со работа значи од 2004 година со решението издадено од Агенција за млади и спорт. Така може да кажам, значи во овој период од 2004 до 2017, 13 години има поминато голем број на генерации на надпреварувачи, деца, дечиња, значи доста генерации се поминати и имаме доста некои забележителни резултати и може да се поволам дека спортот во карате спортот во градот во една нагорна линија зборам од периодот од 2004 до сега до 2017. Така. Вие уште од мале нозе сте љубители на овој спорт. Од колку години, господин Ангеловски, вие почнавте да тренирате карате? Моите први чекори, општо влегување во сала каде што се запознав со некој спорт беа токму со карате спортот. Во тој период тогашен тренер Стојче Ристовски, карате клуб Крива Паланка, единствен кој што постоеше тогаш. Моите зачетоци се некаде на 5 години, 5,5 години. Така. Сега им го раскажувате тоа на овие дечиња кои што вие ги тренирате и велите дека напреднувал овој спорт многу во последните години. Во последниве години спортот општо зема замав, посебно карате спортот и во Република Македонија и општо во нашата општина. Сега моментално клубот брои околу 90 членови, што веќе може да зборуваме дека тоа е една добра бројка, дека тоа е масовност во спортот, со оглед на тоа дека ние конкурентни спортови ги имаме, оние што се екипни, кои што се многу поатрактивни, кои што се многу попопуларни како кошарката и фудбалот, со бројка од 90 дечиња на тренинг, мислам дека е задоволителна бројка за било која општина, не за Крива Паланка како мала општина. Така. Еве вака, доколку бидете љубезни да ни објасните, нели сите ние имаме слушано за оние неколку нивоа во каратето или пак појаси, боите на појаси. Ајде, појаснете ни како се движат, од која боја се започнува? Значи се во зависност од зборуваме за каратето како спорт и како вештина. Значи имено во каратето има повеќе стилови, значи тоа во изворното карате, зборувам за Шотокан Вадори, така и начините на градуацијата во појасите во секој стил малку поразлично. Некои имат и пред почетнички, да кажам, звања Q. Генерално појасите започнуваат значи со почетнички од жолт појас, завршуваат со мајсторски појас, со црен појас, па потоа мајсторските појаси се градирани од
мајсторски појас први дан до нагоре до 10 дан, тоа се, да не кажеме повеќе, живи легенди, што да на практики се изборат кои живеат во Јапонија. Еве, кога сме веќе кај тоа, се сеќавате ли вие на времето кога вие почнавте да тренирате карате? Кои беа вашите идоли во тоа време? Во тоа време имавме идоли како тренери, имавме идоли надпреварувачи. Во идоли кои би ги набрал како тренери, беа прво нашиот тренер на нашиот матичен клуб, карате клубот Крива Паланка, тоа е Стојче Ристовски, кој за жал повеќе не е со нас. Потоа тренери би ги споменал исто и тренерот Димче Кичевски, поранешен репрезентативец на југословенската карате репрезентација, кој исто така за жал не е со нас. Тренерот Чедо Саздовски, кој често пати доаѓаше на полагањата за појаси кои што се одржуваа во Крива Паланка. Еве сега користам прилика да го поздравам, не сум се видел со него многу време. Додека од надпреварувачи имавме идоли како од домашната сцена, така и од европската сцена. Од домашната сцена би ги споменал Горан Алексовски, Конти, Петар Белистојановски, кои што не се многу постари од мене, меѓутоа во тој период во нив гледавме како врвни каратисти. Така, одлично. Господин Христовски, вие рековте каратето како спорт и како вештина. Колку проценти, ако стоиме на една линија во проценти, колку проценти е талент, а колку проценти е работа? Значи, вака, како што спомена Жарко на почетокот на емисијата, значи со новите методи на тренинг што се насуват со науката, длабоко повише навлезена во спортот, ако го земеме по одамнешниот период, се гледаше, значи вика, детето е талентирано, го бива за спорт, значи се гледа од мале нозе дали ќе го биде што би рекли или нема да го биде. Сега, ако може тогаш да кажеме дека талентот е бил учествувал процентуално, да кажеме негде со 30 или 40%, другото станува работа, сега да кажеме дека талентот е многу помалку намален, со тоа што може да кажеме не толку талентирани деца, али кои се упорни и со упорност и долготраен тренажен процес достигуваат резултати што да кажем на светска сцена, што тешко може да се освојат. Така да каратето се повеќе станува практиканство, вежбање, тренажен процес, наука, а талентот и секогаш нека наравно дека ќе има некој процент, али се повеќе остануваме на науката, на вежбањето, на тренингот. Ме прашавте и за вештина и за спорт. Сега, значи, ќе спомена факт за конкретно за нашиот град. Значи, може Паланка, да не кажам некоја случајно се имала во времето на поранешната Југославија, значи да на служење на воен рок во касарната да бидат едни од првите пионери што го има донесено каратето во Југославија. Тоа се браќата Јорга, се живи легенди на каратето, имат служено војска во Крива Паланка и првите карате секција формирана во рамките на касарната. Значи, кога, да кажам, кога има вежбано карате во Паланка, не се знало бајаги време во многу поголеми градови во Македонија. Може да кажам дека тоа се првите зачетоци за карате спортот во Крива Паланка. Значи, првата карате секција, тоа е секција формирана во Крива Паланка. И од тоа се корените, потоа настанува карате клубот Крива Паланка, по завршено карате клубот Шампион ги продолжува сите активности. Традицијата продолжува. Да. Така. Господин Ангеловски, постојано се потенцира она дека здравите навики се стекнуваат уште од мали нозе. Дали каратето е препознатливо како некоја здрава навик? Па, како да кажеме, секој спорт, посебно боречките спортови, боречките спортови се многу покомплексни од оние спортови кои што ние ги знаеме како забава и игра. Овој спорт овозможува на дечињата не само правилен развиток. Овде веќе работиме со оние особини кои што го градат карактерот на едно детенце. Тука се стекнуваат не само здрави навики, тука се стекнуваат навики, обврски, реализирање, тука се реализираат карактерните особини на детенцето. Значи, дали ќе биде упорно, дали ќе гради самодоверба, дали ќе биде храбро, дали ќе знае да биде борец, не само во спортот, општо во животот. Придобивките се многу, тоа би требало да биде една друга тема на разговор, како влијае физичката активност на емоционалниот, на физичкиот развиток, на функционалниот развиток на органските системи на едно детенце, па се надевам дека ќе не поканите и втор пат и би одвоиле време за тоа да разговараме, бидејќи секоја физичка активност веќе се јавува како потреба во ова модерно време. Карате како спорт, општо сите боречки спортови, боречки вештини се многу покомплексни, многу посложени од сите останати спортови, дали тоа се екипни, дали индивидуални.
За каратето како вештина, како спорт и неговите влијанија би можеле да зборуваме во некоја друга емисија, кога би бил гостин и кога би разговарале за се она што предизвикува физичката активност, а посебно боречките спортови во развојот на една млада личност. Тука се огромни придобивките во емоционалниот развиток на едно детенце, во градењето на едни карактерни особини, каде што детенцето се судрува со милион проблеми кои што мора да ги реши, моторички задачи. Тука се гради борбениот дух на детенцето, кое што тој борбен дух нема да му биде потребен само во сала. Општо во животот ќе му треба да биде борец. Се гради упорноста, самодовербата, желбата да се напредува, да се поставува една цел, истата да се реализира. Многу придобивки за кои ве замолувам да не поканите и втор пат да гостуваме во емисијата. Поканата е отворена веќе уште од сега. Да гостуваме и да разговараме за тоа кои се придобивките од самата физичка активност врз емоционалниот развој, врз физичкиот развиток на едно детенце и врз функционалниот развиток на сите органски системи. Што се случува сушност во организмот кога едно детенце е изложено на физичка активност. Така. И сега велото некако постојано се потенцира и самата социализација кај децата некаде многу е во недостиг. Во недостиг. Тука веќе зема замав, како што кажавме, технологијата. Модерното време си носи телефони, веќе гледаме дека дечињата не комуницираат меѓу себе, нон-стоп се дали со таблет, со телефон. Так. Комуникацијата е ослабната, дечињата веќе стануваат, да не речам, асоцијални, меѓутоа го нема она дружење кое што ние го имавме во детството. Поминување во училиште, дружење, најдобро поминување на времето искористување на часот по физичко, организирање на после настава, што ќе правиме, излегување во двор, играње на не знам безброј игри, кои што пак ќе кажем игри имаат особено влијание врз тој развиток за кој зборувам. Сега го нема тоа се јавува како недостаток и единствен излез од таквиот тип на однесување кај дечињата е буквално да ги вклучиме во некаква активност која што е поврзана со она што се нарекува спорт. Така, ќе продолжиме да зборуваме на оваа тема. Јас еве уште од сега ветувам некоја следна средба, ќе се договориме кога ќе бидете расположени и кога ќе имате слободно време. Нели некако и во некои западноевропски земји часот по физичко образование е задолжителен дури и секој ден. Но еве вие сами ми го наметнавте следното прашање, а тоа е да направиме една паралела. Колку децата денес се послушни? Колку ги слушаат советите на тренерите? Да. Вака, значи, Жарко го спомна, значи сега модерното време си носи своји придобивки, така и децата, значи, многу е сменато кога ние бевме дечиња до сегашните генерации. Значи, да, влијанието на родителите во семејството, значи, да кажам, децата се малку се под закрило на родителите и се гледа да им се удоволи, да бидат сите задоволни. Е сега, ако со моментот кога ќе влезе во сала, значи влегува во тренажниот процес, значи тука сите деца телефони нема, сите деца се тука, значи исти се трудат сите кои можат повеќе, кои помалку да го следат тренажниот процес, да прават вежби, да тренираат, значи се тој дел дечињата различно го прифаќаат, значи некои деца кои спомнавме претходно, значи кои се имаат повеќе друженост, немаат некакви проблеми, додека имаме деца што малку потешко се адаптираат во таа средина, нова средина, да не кажам, дури плачат во сала, не сакаат да седат без родители, значи па се приморани родителите да седат на клупа да ги чекаат, ама тоа се во почетокот на тренажот и повеќе, значи како поминува времето, месец и пол зборам за дечиња од 5 години 6, тие најмалите. Тоа го потврдува она што го рековме, нема социализација. Значи 5 години 6, тоа е карактеристично за нив, потоа се опуштат и повеќе доаѓаме до нека друга ситуација кога сакаат, односно нетрпение го чекаат да дојдат у сала, да дојдат понапред, ако им е било страв да дојдат на тренинг, сега сала вика, кажуваат родителите, вика едва чека, вика да дојде вторник ќе дојде во сала, да вика да дојде у сала, вика не ќе дидат, вика ако треба некаде да отидеме приватно, вика не, вика јас сум тренеру, треба кај тренерот ќе ме кара ако не додам на тренинг. Така, веќе стекнуваат некои навики, тоа е убаво. Предлагам да направиме една кратка музичка пауза, па ќе се вратиме во студиото за да продолжиме со разговорот.
коси да ти смијам, без престан да те љубам, од твојот нежен дотик излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба, се да изгубам. Дајте ми раце! Сакам да ве гледам вакви расположени, единствено вакви. Дозволи ми да ти пејам стари песни љубови. Дозволи ми да раскажам как сум те чувал ноќе прегратки, да излажам, да верувам се што сонам барем еднаш да се оствари, да копнеа со денови. Без престан да те љубам, од твојот нежен дотик излудам. Јако! Се да изгубам сами, во коси да ти спи, од твојот нежен допир. Во коси да ти спијам, без престан да те љубам, од твојот нежен допир да излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба, се да изгубам. Еве сме повторно назад во студиото. Се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор и говориме на темата за карате како спортот. Господине Христовски, со колку групи на деца вие работите, бидејќи споменавте за оние од најмалата возраст? Така, значи, во нашиот клуб дечињата, може да кажам, ги имам поделено на 3 групи. Значи, тоа се почетници, значи, оние се на почеток на тренажниот процес, после имаме напредна група, значи тие кои ги имат стекнато првите појаси во каратето од жолт црвен, и трета група тие се надпреварувачи, значи надпреварувачи кои учествуваат на домашни и на меѓународни надпревари. Значи, преминувањето од група на група, од група Од во што група. зависи, да? Значи, тоа нема некое правило, значи зборувам како детето напредува и секој индивидуално, значи како преминува, значи од почетник, пак ќе спомнам тоа индивидуално за секој дете, значи некој дете може ќе дојде до статус на надпреварувач, може да кажам се може 2,5 до 3 години, некој дете ќе му треба на 4 до 5, така да зборам со сите деца се работи, почнуваме првата група се работи со почетниците, значи повеќе што спомна и колегата, значи тренажниот процес е повеќе на некои игри, пошто станува збор за помали дечиња од 5 години, со напредната група се работат конкретно
технички, нас работи на технички дел, значи зборувам вежбање на ката и кумите, значи да појаснам само за гледачите, значи ката нека по терминот во каратето, значи борба со замислени противници, додека кумите или можеме преведеме спортска борба. Исто така, значи за направачите, тие се такмичат во претходните две дисциплини што ги спомнам, значи кога одиме на направа, дали ќе биде државно првенство или збораме или може да се пофаламе или ако стигне некој од нашите каратисти на олимпијада, значи ќе се надправува во две дисциплини, во кати и во борбе. Сега, значи во кати имаме и дел кати екипно, каде настапуваат значи во машка и женска конкуренција, значи составени од 3 девојчиња или од 3 машки. Додека во борби, значи имаме зависно дали се работи за јуниорска или сениорска конкуренција или кадете, значи имаме ако се сениори екипно машки борби на 5+2 или девојчиња 3+1. Така. Сега кога сме веќе и кај оние надпреварувачи, дали би можеле да не напоменете некои надпревари? Имате доста врвни резултати, има и нашите гледачи можност да гледаат некои прилози? Може да се пофалиме, пред недела дена ни заврши државното првенство за деца кој што се одржа во Скопје. Учествувавме со 7 надпреварувачи, од кои само еден не успеа да освои пласман за предстојното балканско првенство кој што ќе се одржи во Истанбул. Сега во среда ги испраќаме тројца наши надпреварувачи кои што станаа државни прваци во своите тежински категории. Вчера се вративме од меѓународен турнир одржан исто во Скопје, Солидарност. Исто така освоивме неколку златни медали, неколку сребрени, и тоа е за пофалба и тоа е успех. Идни планови ќе размислуваме после одржувањето на балканското првенство, кое што сега ние како приоритети очекуваме од тројцата наши надпреварувачи пласман во првите 3. Браво, одлично. Да Така, добавите нешто? Значи, како што спомена Жарко, значи значи во среда веќе патува тој, значи трите деца што ќе настапат се државни прваци во спортска борба, значи за деца, ова е балканско првенство за категории за деца од 10 до 13 години. Значи, право на надпревар имат првите 3 пласирани деца што се во секоја категорија на државно првенство. Значи, на балканското првенство ќе настапат 11 земји, значи од Словенија до Кипар, значи исклучително силна конкуренција, тука да не кажам е една велесила Турција која сега на последното сениорско првенство е прво пласирана, значи луко збориме за земја од 70 милиона каде имаме регистрирано преку 100.000 каратисти. Значи да се помене целата таа конкуренција, значи секоја борба, секој поминато коло е голем успех. Се надеваме дека нашите каратисти достојно ќе не представат таму. Очекуваме и ќе се радуваме ако имаме медал. Ќе ве обвестиме на време ако биде. Така, па секако. Ќе ги поканиме и дечињата во емисија. Наредни активности, значи кај нас сезоната е поделена значи во пролетен дел на првачка и есенски дел. Значи во пролетниот дел при крај сме, не остануваат уште имаме во календарот на клубот зацртано значи настап во Србија на еден турнир во Врање, добар турнир и останало државно првенство за од кадети до јуниори до 21 година кој е изборно за настап на светското првенство ќе се одржи во октомври. Таму планираме, имаме добри адути, да кажам, ќе настапи Марија која е носител на балкански медал од пред 2 години, стандарден репрезентативец, учесник на повеќе европски првенства и на балкански, очекуваме да избори пласман, да се стекне со статус на репрезентативец, па да ќе видиме. Така. Кога сме веќе и кај клубот и кај активностите како и надпреварувањата, во кој период се вршат уписи на нови членови и кои се има ли некои услови кои треба да се спомнат? Тоа не е усложнува и работата, бидејќи дечињата веќе сега се ангажирани на секое поле. Дечињата излегуваат од дома во 8, се враќаат во 8, се ангажирани кои одат по курсеви, кои на музичко, кои одат на јазици, на математики, дополнителни часови, и тоа не е усложни работата кај нас во клубовите кои што се занимаваме со спорт, бидејќи се премногу ангажирани. Уписите порано беа, се запишуваме во септември, така работиме цела година. Меѓутоа сега еве емисијата ја користиме како маркетинг, ќе слушне некој карате спорт, ќе видиме некој инсерт, што е ова, дај да видиме во сала. И доаѓаат, нема период кога го ограничуваме. Доаѓаат и моето сака да почне да тренира. Не може да чека до септември да не изгуби желбата, дали може да го запишеме. Го запишуваме, го вклучуваме, тоа ни создава дополнителни проблеми во самата работа, бидејќи како
штом ќе испушти 1-2 тренинзи, не можеме да го вклучиме со оние кои што тренираат веќе месец-два. Меѓутоа не ги одбиваме, не ги враќаме назад, ние ќе одвоиме повеќе време за тие дечиња, ги оставаме да работат дополнително со цел да ги стигнат оние кои што се запишеле претходно и до сега немаме вратено некое детенце назад од сала да речеме сега чекајте во септември, тогаш ќе дојдете. Не. Работиме со сите кои што дошле во салата Партизан во основното училиште Јаким Крчевски отворена и никој не бил вратен до сега. Така, значи во Крива Паланка има талентирани деца за карате, и резултатите што ги напоменавте се токму доказот за тоа. Но и трудот во секој случај, како што напоменавте. Тука некаде би сакала да напоменеме и вие ми рековте во еден неврзан разговор пред почетокот на емисијата за олимпискиот спорт. Да ни додадете уште нешто? Па ако можеш, кажи за олимпискиот спорт. Вака. Значи карате спортот, значи имаше на светскиот конгрес сега пред нова година, значи каратето се доби со статус на олимписки спорт. Значи дебитантски настап каратето ќе има 2020 во олимписките игри во Токио. Значи има веќе се припремени правилници за нормите кои ќе треба да се исполнат, пласмани за да се обезбеди учество на на олимписките игри. Треба да напоменам дека пред да влезе карате во олимписки спорт имаше едно промотивно, сигурно се ви информирани, значи се одржа Европски олимписки игри кои беа се одржа во Азербејџан во Баку, каде што од Македонија настапи со сите олимписки дисциплини што имаше, само каратето донесе 2 медали, 2 медала на Европските олимписки игри што се одржа. Тие беа претходница, како да кажам, демонстративен настап на каратето пред олимписките игри во Токио. Значи треба да споменам од остамостувањето на Македонија, значи прв прогласен спортист на Македонија најдобар, сега селектор на сениорска репрезентација Петар Бели Стојановски. Значи освојувачи на медали има еден број, не може сите да ги наброиме. И сега на последното европско првенство пред 7 дена Македонија со две одличија од европско првенство Берат ја купи во финале и имаме девојчето од Јована Ѓоргиева од Штип, македонка. Еве ги поздравуваме се. Тоа више ги имат освоено првите бодови за рангирање за обезбедување на олимписката награда. Тука се и настапите во премиер карате лигата која се одржува на 6 турнири, почнувајќи од Салцбург, завршувајќи во Дубај. Значи се учествува на сите 6 турнири, пласманот се собираат поени, па има пласман и од државни првенства, има пласман од лиги, од критериуми, стандарди кои што ќе овозможат на крај дали ја исполнува олимписката норма за да ги исполнат олимписките норми. Пред 3 дена беа, што ги споменав, каратистите што освоја на Европското беа на прием во Македонскиот олимписки комитет. Значи веќе се и подпишани договори за кои ќе се планира да настапат до 2020 зборам на Токио, така да очекуваме не само моје мислење и на колегата, него и на други стручњаци што се бават со проблематиката од спортот, дека најсериозни шанси за освојување на медал во Токио е каратето. Така да се ни биде мило и драго, значи каратистите после долго време да се освои некој медал на Олимпијада, а па ако биде некој дете од Крива Паланка уште подраго, ќе биде некој наш ученик и така. Освен што го очекувате, дали верувате во тој успех? Дали колку сметате дека се големи шансите за вакво нешто? Како спортист мора да веруваме и во невозможното. Не веруваш. Се постига со работа, со труд, со упорност, желба, поставување на цели и реализирање. Нема откажување. Јас искрено во животот сум голем песимист, меѓутоа во борбата, во спортот, секогаш размислувам оптимистички, нема да ме изненади резултат. Така, еден позитивен резултат за нема да ме изненади да очекувам дека ќе има, да. Така. Да додадете уште нешто, господине Христовски, вие, како за крај на емисијата, да се обратиме до гледачите, да ги поздравам сите кривопаланчини и кумановци, значи наши колеги, каратисти кои не гледаат, да ги повикам сите родители да ги доведат своите дечиња во просториите на спортската сала Партизан, да видат, да се запознаат со карате спортот,
ако имаат желба и да се вклучат во наредниот процес, може да имат само придобивки. Каратето не е некој скап спорт, не бара некои Так, посебни так. вложувања, што му треба за детето за почетокот само желба, ништо повеќе. Тука се тренерите ќе работат. Имаме сега одлични услови за работа, така да тоа што го спомена на почетокот, што се јави масовност не е случајна, така да мислам дека ќе продолжиме со ова темпо. Па за сите резултати кои ќе обавестиме, мислам дека за уште многу работи ќе има со што да зборуваме. И ние ќе ве посетиме. Да, Господин секогаш Ангеловски. кога сакате. Вие фер плей препорачувате секогаш, нели? Секогаш и во спорт и во живот, да. Так. Еве јас следна средба ќе ви закажам, уште еднаш ќе повторам за нашите гледачи, кога ќе се договориме, ќе видиме како сме со Би сака термините баш и да дојдам времето, да зборуваме на таа тема за општо физичката активност и незиното влијание врз градењето на една личност, современа личност. Кои се придобивките, зошто треба да тренираат, колку да тренираат, малку ќе го образложиме на гледачите од постручен аспект. Така тоа се оние теми кои што се меѓу најбараните. Можам да го потврдам тоа. Како се наметна ситуацијата во ова модерно време со замавот на технологијата, тоа е веќе нужност, потреба, мора да се разговара за тоа, мора да објасниме на гледачите што и зошто е така и нормално мора да притискаме од сите страни дечињата да се вклучуваат во било каква физичка активност, не само спорт. Дали е тоа рекреација, да ги пуштаме од дома да излегуваат, да не бидат оној тип на дечиња кои што во секојдневието ги гледаме, замислени со едно таблетче или телефонче во Така. рака и Суровата реалност денеска е таква, навистина. да, навистина. ќе мора да го смениме тоа. Така. Затоа сме тука. Да. Ви благодарам многу за денешното гостување, што бевте дел од оваа наша утринска емисија. Се гледаме и во иднина. Благодариме на покана. Благодарам што не поканевте. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за одвоеното време и за одвоеното внимание. Се надевам дека уживавте во уште едно ново издание на Нов ден, а јас следна средба ви закажувам следниот ден со почеток во 8 часот. Останете со нашата програма.